9 часот и некоја минутка, така што го започнуваме и последниот блок од Македонија наутро, а ќе го отвориме со новото линковско вклучување на колегата Мартин Николовски, воедно и последно за ова денешно петочно издание. Мартин, ќе ни откриеш и каде се наоѓате, затоа што најавуваш надпревар кој што ќе се случи викендов за млади, машки и женски пливачи, меѓутоа и за лица со атипичен развој и на некој начин го отвараш блокот посветен на спорт. Повелата. Добро утро, Симона. Се наоѓаме пред базинот на спортскиот центар Борис Трајковски. Инклузијата, спортскиот дух, меѓутоа и младинската енергија утре ќе се спојат токму утре во овој базен, бидејќи ќе се одржи четвртото поред издание на интернационалниот пливачки надпревар Атлас Винтер Кап, што освен ќе вклучи млади пливачи, исто така ќе вклучи и лица со атипичен развој. За тоа што ќе се случува во текот на утрешниот ден овде, утрово разговараме со Мартин Мојсовски, председател на ИКТ Македонија и главниот пливачки тренер Радован Велјановски. Мартин и Радован, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Мартин, ќе започнам со вас. Четврти пат поред се одржува Атлас Винтер Кап. Како се развиваше оваа иницијатива и од каде потекна целата иницијатива? Најпрво да ви се заблагодарам што покажавте интерес и што дојавте да снимите репортажа околу нашиот инклузивен надпревар Атлас Винтер Куп. Значи, ова е четврто издание. Друштвото ИТК Македонија во соработка со пливачкиот клуб Атлантида веќе неколку години работи на оваа проблематика, како пливачите од регуларна популација заедно во еден надпревар да ги вклучат и лицата со атипичен развој. Можам да кажам дека доста успешно ова иницијатива веќе се одвива. Оваа година имавме мал предизвик, затоа што имаше реконструкција на базенот, но можам да кажам дека сум изненаден, затоа што само за еден месец се екипиравме и за еден месец сите гости од земјите од Балканот беа заинтересирани да дојдат, затоа што веќе овој надпревар е преминет во традиција. Така, во таа насока и моето следно прашање, колку учесници очекувате да присуствуваат утре на надпреварот и од кои држави ќе има присутни? Минатата година имавме 660 пливачи од земјите од Балканот. Годинава би требало таа бројка да е помала поради малото време за организација, но сепак ќе имаме 7 држави: Македонија, Бугарија, Србија, Албанија, Косово, Словенија и Црна Гора. Така. Мартин, и уште едно прашање, колку е важна инклузијата на лицата со атипичен развој во вакви активности? Каква порака испраќа вашата манифестација која се одржува четврти пат поред? Бенефитите се огромни, не само за психофизичкото здравје на лицата, но многу е битно што преку спортот се подобрува нивната работоспособност. Значи, тие стануваат покорисни, осеќаат поголема припадност во општеството и едноставно се дел од тоа каде што припаѓаат и не се отфрлени. Так. Тоа е најголемата порака која носиме преку овој надпревар. А од мојата лева страна се наоѓа и главниот пливачки тренер Радован Велјановски. Радован, од спортски аспект, каква е подготвеноста на младите пливачи и што може да очекуваме од надпреварите утре? Можам да кажам дека подготвеноста и покрај малиот прекин што го имавме во тренинг е одлична. Задржан е континуитетот сега последните 2 месеци на тренинг, се работи напорно, очекуваме добри и одлични трки и од страна на гостите, а и од страна на нашите пливачи, секако и од атипичните и од атипичните пливачи. Така. Кажете ми, колку ваквите надпревари се значени за развој на млади таленти, но и за развој на нивната мотивација во овој тип на спорт? Како да кажам, пред се ова е прво прилика за поквалитетен живот, за креање на стандардот на животот во нашава земја,
и покрај помалите, потешките услови, а мотивацијата е на големо ниво. Тоа е тоа. Нема нешто побаво од спорт според нас. Кажете ми, колкав е интересот кај младите да научат да пливаат? Ова ве прашувам од аспект на тренер, бидејќи тренирате млада категорија на граѓани за пливање. Па моментално можам да кажам дека и интересот е како спорт број 1 заради тоа што е доста популарен општо и за здравје и за вештина. Пливањето не е само спорт, туку и животна вештина. Околу нас све е вода, се сочуваме на секаде, така да интересот е огромен. Само порака и апел до државата наша да ни помогне да направиме уште заеднички уште некој базен, уште некој место, уште некој храм за пливање. И уште едно прашање за крај на нашиот разговор. Како тренер, каква е атмосферата кога на ист надпревар се надпреваруваат млади пливачи, машки и женски, заедно со лица со атипичен развој, и каква порака испраќа овој спорт во тој контекст? На почетокот првата година кога почнавме со овој настан, зашто овој редок настан не само кај нас, и општо на европско ниво, се осеќаше некако чудно, збунетост меѓу пливачите сите, но сега како поминуваат годините, гледаме дека тоа е една сплотеност, една енергија одлична, што гледаме дека веќе и во приватен живот се состануваат, се среќаваат, се дружат, значи тоа е некоја порака што ретко каде може да се види. Радован и Мартин, ви благодарам што утрово бевте дел од Македонија наутро. Ви посакувам утре да имате успешен надпревар на Атлас Винтер Куп. Разговаравме со Мартин Мојсовски, председател на ИКТ Македонија, и Радован Велјановски, главен пливачки тренер, а утре ќе се одржи четвртото издание поред на Атлас Винтер Куп во пливачкиот базен Борис Трајковски во Скопје. Симона?